Благодарам. Ве почитувам вас како заменик министер и вашите економски знаења, но прашањето ми беше поставено до председателот на владата како најодговорен и нема потреба да бега од граѓаните, ниту да бега секогаш кога има некој прашање кое што не му одговара. Прво, таа листа на производи треба да биде објавена сега, затоа што со целиот кредибилитет кој што го имате или го немате, граѓаните не ве веруваат. Едноставно не ве веруваат дека таа листа ќе биде ограничена само на тие производи кога има изјава од министерот за финансии дека ќе се прошири на над 4000 прехранбени производи, меѓу кои и производи како гумените бомбони. Самата теза која што вие ја кажувате, си ја рушите со самиот текст на законот каде што го додавате зборот основни прехранбени производи наместо прехранбени производи. Господине Николовски, еве го биејќи тука е Ковачевски, наместо да собирате арач од граѓаните и да ја проширувате даночната основа за 50 милиони евра кои што граѓаните ќе треба да ги платат од 1 септември до крајот на годината, добро е да си ги повикате оние двајца на кои што ви се одговорни во УЈП, прво заменик председателката, а второ еден ваш партиски функционер кој што е одговорен на даночната управа во градот Скопје и да ги натерате да ги наплатат 240 милиони евра обврски кои што се неисплатени према управата за јавни приходи. Прво, наплатете си го данокот од тие кои што должат, второ, проширете ја даночната основа, не да им се тресете од страф на овие саудињата, туку да им кажете таму каде што идат, каде што се собираат, дека таму каде што ги плаќаат сметките во кеш и во евра, прво тие треба да почнат да плаќаат данок, затоа што не може од парламентот да сте храбри, а 250 метри од тука да има една улица која што се нарекува популарно пластичарска и во евра да може да се плаќа и да ја стимулирате сивата економија и на сметка за тој гап што го имате во буџетот кој што не се полни ради сивата економија, вие да ги оданочувате оние кои што се дисциплинирани и кои што плаќаат. Така да таквите манипулации, ова ќе биде на таа листа, тоа ќе биде на таа листа, треба да прекинат веднаш. Бидејќи не може пратениците да гласаат нешто за што не виделе. Треба да има листа на добри услуги за тоа кои производи конкретно кога ќе поскапат. Затоа што и пелетите не требаше да поскапат, па ете видовме дека се качуваат за 13%. Затоа, да не биде слалом на терминологии овие треба, оние треба, прво да си го наплатите ДДВ-то кој што ви должат од онаа црна крига на должници, кој што УБЈП ја објавува, понатаму да си ја проширите даночниот офат и према сивата економија, на оние кои што позајмуваат аудиња на комши, и потоа веднаш да видиме дали оваа даночна реформа треба да се донесе или не. Не за казнување на лојалните, а за наградување на оние кои што прават прекршоци. Немам дополнителни прашања, не сум задоволен од одговорот.